Американскиот сенатор Майк Ли попара од државниот секретар Тилерсон да го реформира Стейт Департментот, со што ќе ја запре штетната надворешна политика кон пријателските држави како што е Македонија. Тој оценува дека Тилерсон се уште не го добил писмото што 6 сенатори го испратија до Стейт Департментот за случајот со американската амбасада во земјава. Американските дипломати не смеа да злоупотребуваат функцијата и да застапуваат политика од претходната администрација, што направи штета во пријателските држави како Македонија, изјави сенаторот Майк Ли во фондацијата Heritage во Вашингтон. Macedonia today is embroiled in a governing crisis that has been brought about largely by external interference in domestic issues and political processes. The crisis has deepened the political divide in the country and threatens to inflame ethnic tensions. Such unrest is like an engraved invitation to an opportunist like Vladimir Putin, who can inflame divisions and actively court populations who feel they've been betrayed by the United States. Сенаторот Ли остро го осуди финансирањето на крајно левичарски организации поврзани со Џорџ Сорос во Македонија со пари од американските даночни обврзници и рече дека со тоа американската амбасада во Македонија ја злоупотребила својата положба. Зборувајќи во водечката конзервативна фондација во САД, сенаторот Ли ја пофали Македонија како држава која спровела пазарни и конзервативни реформи и додаде дека тоа е причината што земјата се нашла на удар на лево ориентираната администрација на председателот Барак Обама, со неприфатливо ниво на мешање во македонските внатрешни работи. Conservatives in countries like Macedonia, Poland, and Albania are the ones who have felt perhaps the most ostracized by the United States since 2009. What State Department progressives may describe as routine democratic and human rights assistance is often seen by the citizens of these countries as well-funded external political activism that undermines legitimate governments and long-held cultural norms of their nations with leftist policies and leftist politicians. And who can question their concerns when the State Department and USAID have provided millions of American taxpayer dollars to organizations in Eastern Europe associated with well-known progressive advocates like George Soros and his Open Society Foundation, who make no secrets about the kinds of politics they support. This creates problems for the United States. Майкл Фернандес од Heritage фондацијата се согласи дека односот на САД кон Македонија во времето на председателот Обама бил обележан со неприфатливо ниво на мешање во внатрешните работи на земјата и обиди преку амбасадата да се решава кој ќе ја формира македонската влада.